Кај нас тоа беше идеја како и на кој начин да успееме и ние да ги користиме тие платформи, и основно е за користење на тие платформи да се подготви закон за спречување на радикализација, со тоа што тој систем е исклучително ефикасен, добро функционира во тие држави, и ние треба да го донесеме тој закон сега, и затоа во таа насока подготвивме или формираме работна група која што работи на донесување на закон, кој што закон треба да биде усогласен со директивата на Европската унија. Има работна група, вклучени се експерти, и се надам дека во текот на оваа година ќе го донесеме тој закон. Суштината е да се формира во Македонија една единица, се разбира помала единица, не такви како што постојат во другите држави, Германија, Холандија, тие се многу по-големи држави и се соочуваат со тој процес на радикализација многу побавна. Како и да е, значи, таква една единица, ќе видиме каде ќе биде, можеби најсоодветно ќе биде во Агенција за национална безбедност, која што ќе ги обслужува сите институции поврзани со безбедноста, кои што работат на планот на сузбивање. Но исто така треба, тоа е клучниот дел, да има соодветни промени и во Законот за кривична постапка, затоа што има решенија, меѓутоа сега се тие подобруваат во Закон за кривична постапка, да можат тие објави да се користат како доказ, и за тоа треба процедура. Тука имаме судија кој што работи на тие прашања, веројатно за тоа ќе зборува. И во кривичниот закон е точно да се дефинира што представува радикализација и која содржина е радикална и која радикализација води кон населен екстремизам или тероризам, за да може да се води ефективна кривична или евентуално ако се работи за прекршна постапка.